Различните институции кои што мораат да се подготват за зајакнување на сајбер безбедноста на Република Македонија веќе се договорија дека заеднички ќе настапуваат и нема да го гледаат прашањето за сајбер безбедноста како секторско прашање со кое секој се занимава од своја страна. Министерствата за одбрана, за информатичко општество и администрација и за внатрешни работи веќе ги формираа заедничките тимови, чија задача ќе биде во сојузништво со НАТО и ЕУ да продуцираат стратегија за сајбер одбрана, за која се најавува и силно партнерство со бизнис секторот и со академскиот и граѓанскиот сектор. Ова го најави министерката за одбрана на Република Македонија Радмила Шеќеринска на одржаната јавна дебата на тема политики за сајбер безбедност во клубот за пратеници, на која говореа и министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, како и представници на Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за електронски комуникации. Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана веќе ги формираат заедничките тимови, чија што задача ќе биде во сојузништво и со НАТО партнерите и со Европската Унија да продуцираат стратегија за сајбер одбрана. Министерот Манчевски истакна дека како земја кандидат за членство во ЕУ, Македонија има обврска да го хармонизира своето национално законодавство со европското. Тој посочи неколку чекори како донесување на нов закон за обезбедување на високо ниво на безбедност на мрежите и информацијските системи, утврдување на листата на клучни оператори, поставување на законска обврска за тие да преземат мерки за управување со ризиците за безбедноста на нивните мрежи и системи. Министерот рече дека има потреба од именување на национално надлежно тело за надзор и воспоставување на тимови за одговор на компјутерски инциденти. Тој дополни дека за ефикасно спроведување на обврските на овие тимови потребни се човечки капацитети, но и соработка помеѓу приватниот сектор и државните институции. Нивната обврска ќе биде на операторите на клучни услуги да ме обезбедуваат соодветни безбедносни услуги. Во државата потребно да се именува единствена национална контакт точка, одговорна за координација во справувањето со инцидентите и за прекогранична соработка во случај на прекогранични инциденти. Оваа јавна расправа е првиот чекор кој го правиме и треба да ни ја отвори соработката на нас како државни институции, компаниите и целото општество. Потребно е да го размениме знаењето, да ги изградиме капацитетите и да ја подигнеме свеста за информацијската безбедност, заклучи министерот Манчевски.